Почитувани YouTube пријатели, срдечно ме поздравувам сите вас кои го гледате каналот Австралиски живот од овде, од Сиднеј, од далечната Австралија или конкретно од плажата Бондај, која е најпосетеното место во државата. Доколку се за прв пат на овој канал, јас сум Радко и аплодирам видеа поврзани со нашинците кои живеат на овој далечен континент, односно со австралиското секојдневие. Сега, денеска сакам да споделам една многу интересна информација која слушнав на радио, а тоа е дека овој град Сиднеј се наоѓа на второто место на најскапи градови за живење во светот. Наводно првото место му припаѓа на Хонг Конг, а второто на Сиднеј. Да биде веста уште пофрапантна, два други австралиски градови се наоѓаат во првите 10 најскапи градови за живење во светот, а тоа се Брисбен и Мелбурн. Денеска ќе ви кажам нешто што може да звучи шокантно и смешно за многу луѓе, а тоа е дека ако денес во Австралија заработваш 100.000 годишно, значи 100.000 австралиски долари годишно, не само што не си богат, туку се живеи на работ на сиромаштијата. Ова исто или слично го кажа еден мој гостин кој беше во една од претходните емисии и кажа дека спомна бројка од 130.000 австралиски долари. Ако го немате погледнато видеото, слободно прегледајте го, дека ако се заработва испод тие 130.000 австралиски долари годишно, се живеи испод просек. Тој не рече на работна сиромаштија, туку испод просек. Сега знам дека, како што реков, може да звучи смешно за многу од вас, али слушнете ме добро и ќе ви обяснам како ова земја дојде на ова терече. Австралија поќе не е печалбарска земја. Место кај што ќе одиш, ќе заработиш многу пари и ќе се вратиш назад. Ако можам така да дефинирам печалбарска земја. Австралија уште ја ужива старата репутација, старата слава од добрите стари денови од 50-тите, 60-тите, 70-тите години, па и 80-тите, кога нашинците ја населувале ова земја. Ова не е истата Австралија пред 20, 30 или 40 години. Да слушниш дека некој зема 100.000 долари годишно плата и автоматски си мислиш дека кај овој човек течи мед и млеко и живее како цар, али морам да кажам дека во Австралија таа сума е просечна, да не кажам смешна, нарочито ако си во Сиднеј или во Мелбурн. 100.000 австралиски долари нормално за македонски услови можат да значат буквално богатство, али за во Австралија не се пари. За другите градови во Австралија не знам, можда да има некои подостапни цени, али конкретно за Сиднеј случајот е овој. Сиромаштијата во Австралија, ако можам така да кажам, не се чувствува како на Балканот, али вервајте дека 90% од луѓето овде во Австралија живеат од плата до плата. Прво и основно Австралија има прогресивен даночен систем. Прогресивен даночен систем значи колку поќе заработваш, толку поќе плаќаш. Пример, ако имаш годишна плата од 100.000, државата ќе ти земи отприлика негде од 20 до 30.000 долари во данок. Значи од 100.000 ако ти земи државата 25.000 данок, тебе ти останат 75.000. Ај сега да видиме кај одат тие пари. Да кажеме дека си во Сиднеј, како мене, или во Мелбурн, што негде горе-долу е слично. Да почнеме со домување. Значи домување може да се плаќа на два начина. Кирија или стамбен кредит. Еднособен стан недалеко од центарот на Сиднеј, негде од 800 до 1000 неделата. Значи ти требат 3,5 до 4.000 месечно. И само за кирија или ако имате стамбен кредит, ќе ви одат негде 80-90% од вашите примања. Австралија има хроничен проблем со недостиг на стамбен простор. Фамилија со четворица најмалку троши во Сиднеј, па ќе кажам, не мислам дека е Мелбурн ништо поразлично. Во Сиднеј почнеме од 350, 400, 500 па нагоре неделно. Збораме за храна и никакви луксузи. Значи, не зборам тука, не станува збор за ресторани, за било каков луксус. Станува збор за да се оди до супермаркет, да се испазари и да се вратите дома. Ако се 5 души дома, познавам луѓе кои трошат меѓу 500 и 800 долари неделно. Хајде да кажеме сега околу просек негде 500, тоа се значи меѓу 20 и 30.000 долари годишно за храна. За храна од супермаркет. Са некој ќе каже, ама во Австралија се зема пари. Тоа е точно, приходите се релативно високи, али не заборавајте дека трошоците се исто така огромни. Наредно што сакам да спомнам се сметките. Значи струја, плин, вода,
интернет, мобилни телефони и уште негде 5 до 10.000 долари годишно. Ако си на здравствено осигурање, додајте уште негде 5.000 годишно и пресметете колку пари ви бегат на сметки. Правевме мовет со еден пријател пред известно време и ми вика, рече, во животот немам изваено поќе пари од прошлата година. Значи во животот немал направено поќе пари од прошлата година. Тој му бил животен рекорд. Али од друга страна, вели, немам платено поќе сметки во животот од лани. Превозот или транспортот е наредната работа која треба да се спомни. Кола, 99% во Австралија луѓето имат кола, пошто просто е потреба, значи имате регистрација, гориво, одржување, осигурување и имате уште негде околу 10 до 20.000 годишно одозгора на сите овие трошоци кои ги спомнав претходно. Сега ако користиш јавен транспорт, тоа може да чини доста помалку, али знаеме кои се придобивките на да си има кола или да се користи јавен транспорт, тоа ќе значи уште негде 50 до 70 долари неделно доколку користите јавен транспорт. И сега веќе сме на таа бројка од 90 до 100.000 долари од твојата плата. Кај е облеката, кај е школството, кај е одморот, кај е заштедата, значи ги нема. Значи ова е таа бројка која ја спомнав, околу 100.000 долари. Австралиски сон. За многу луѓе австралискиот сон значи преживување дури со 6-цифрена плата. Имам еден пријател кој работи во болница и пред известно време ми ја кажа неговата приказна и ми се споведа дека заработува негде отприлика околу 100.000 долари, нешто над 100. Живее со жената ми со 2 деца во Западен Сиднеј, плаќал кирија околу 920 долари и му останувале негде околу 200 долари неделно после сите трошоци. И тоа ако нема некоја непредвидена ситуација, стално има нешто ќе излезе. Кој ќе кажеш дека ги платив сите сметки, стално некој непишано правило нешто ќе се јави. Друг пријател имам кој работи во магазин, некоја општа работа. Живеат со сопругата во еднособен стан, имат едно детенце и плаќат 680 долари неделно. Не е никаков изолиран случај, значи ова е новото, нормално живење во Австралија. И морам да кажам, негде последните 5 години. Да, скапо беше и пред тој ковид периодот, али последните 5 години во Сиднеј се тотално брутални. Последните 3-4 години Австралија доживеа огромен раст на цените. Храната поскапи, горивото, услугите се покачија и платите горе-долу останаја исти. Има некој покачување, али во главно исти. Интересна работа е дека луѓето со добра плата денес, она добра во наводници, живеат многу полошо од луѓето со средна плата кои живееле овде во Сиднеј, да кажеме, пред 10 години. Да купиш куќа денес во Сиднеј ти требат минимум $1.000.000. Значи 1,2, 1,3. Сат и пол возење во Сиднеј во некоја несигурна населба кај што ни ќе можеш да спиеш безбедно ноќе. Значи ако имаш $100.000 плата, нема ни да те погледнат банките за кредит. И ако успеш да добиеш некаков кредит и да патуваш по сат и пол возење до централен Сиднеј, ратата ќе ти биде $5.000 месечно и играта е завршена. Во Австралија се изгледа убаво површно, можам да кажам. Луѓето возат убави коли, убави куќи, патуват, али 90% од тоа е на кредит. Значи картички, хипотеки, има сега новото последните 10 години Автопеј. Луѓето работат да ги вратат парите кои ги борџат. И кој ќе остани нешто, со тоа се тешат. Еден викенд надвор, еден телевизор, некое патување и пак од почеток. Значи матрикс. Класичен матрикс. Сето ова изгледа убаво на Инстаграм, али вистинската слика е поинаква и таа не се објавува. Многу луѓе од Балканот прашуваат дали вреди, дали се исплаќа сега да се дојди во Австралија. Одговорот е и да и не. Ако идиш со некоја илузија дека ќе заработиш брзо и ќе се вратиш дома како милионер, значи тоа треба да се забори. Али ако се иди со намера да се бориш, да се адаптираш, да работиш паметно, да градиш, тогаш можда да. Значи не е да, би рекол можда да. Али мораш да знаеш во што се влегваш. Овде животот е премногу скап. Втор најскап град за живење во светот. Замислете, Сиднеј, темпото е брзо, а времето за себе се помалку и помалку.
Сега има една друга тема која сакам исто така можда ќе биде некое посебно видео во иднина. Има се повеќе австралијани, па дури имигранти кои се враќаат назад во Европа. Во азиските земји, значи во Виетнам одат живеат австралијаните, во Камбоџа, во Тајланд, нормално со пониски плати, али има подобар квалитет на живот во смисла помали трошоци. Пример, едно говедско месо кое се плаќа овде во Австралија околу $60-70 по кило, истото тоа, значи она буквално истото тоа австралиско говедско месо кое се испорачува во тие земји, на пример во Јужна Азија, во Виетнам, во Тајланд, се купува за $10-15. Истото буквално австралиско говедско месо, ова го читав артикал кој беше излезен во еден од локалните весници. Значи месото се продава во Австралија $70 и истото месо во Тајланд се продава за $10. Значи помалку стрес, повеќе време за фамилија, ако се живее таму во тие други земји. Но јас тука живеам долги години, видов и добро и лошо. Австралија ми дала многу, али и многу ми зела. Затоа дека многу ми зела во некоја наредна прилика, така да наредниот пат кој ќе ви каже некој дека заработва 100.000 во Австралија, не го замислувајте со базени и со луксузи, замислете го со сметки врака, кредит наврат и 20 минути за ручек. Баш као да овие работи, Австралија е една преубава земја, луѓето кои ја немат посетено, слободно нека дојдат, најтопло ви ја препорачувам, али животот овде не е лесен. Нешто слично како во Македонија. Македонија е добра да се посети, али животот воопшто не е лесен, така и овде. Ако ви беше интересно видеото, ако го задржав вашето внимание, фала многу, и ако научивте нешто, сепак споделете го видеото со пријатели и пишите во коментар дали вие мислите дека вреди да се живее во Австралија со $100.000 годишно. Јас сум Радко, ова беше Австралиски живот и се гледаме во следното видео. Поздрав!